Нашата вредна екипа наблюдувачи продолжи со својата работа повторно во општина Кисела Вода денеска. Колку што разбрав јас од нив, денеска на Михаил Чаков улицата, број 7, најдени се 3 додадени влезови, во кои имаме 6 лица во 4-тиот влез, 5 лица во 5-тиот влез и 4 лица во 6-тиот влез, кои се во избирачкиот список, а овие влезови во зградата всушност воопшто и не постојат. Ова е уште една ситуација во која нашите наблюдувачи установуваат недоследности, слабости во избирачкиот список, што е уште една илустрација, поточно е многу сериозен индикатор за тоа каков квалитет на изборите имаме, односно изборниот процес имаме, и дека ова се слабости кои мора час поскоро да се решат, барем да се доведе во една пристојна форма изборниот процес. Се разбира, ова не е единствена ситуација, односно единствена нерегуларност која се случува. Можеме да кажеме или да подсетиме на тоа што го зборувавме и вчера на пресконференцијата, дека има низа нерегуларности во изборниот процес и дека политичките партии, особено институциите на системот, мора да се обидат да направат нешто што е можно поскоро, за тоа што имаме навистина неквалитетен изборен процес. Избирачкиот список е заклучен. Може ли нешто ДИК да направи за овие неколку дена што преостануваат до? Знаете, многу работи во Македонија, во македонскиот систем се случуваат вон некои стандарди и вон она што може да се подразбере под поимот владење на правото. Мора да се обидат да направат да најдат некое законско решение за да можат на граѓанките и граѓаните на Република Македонија да им покажат дека нешто сериозно сработиле и дека колку толку овој изборен процес ќе биде легитимен, освен тоа што се држат строго до некои законски рамки. Доколку остане вака, доколку според овој избирачки список, според овие податоци се реализираат изборите, може ли ова да биде основа за некакво поништување на изборните резултати, доколку се восстанови дека се лажирани личности и адреси? Според мене да, се разбира, Цивил има малку поширока екипа во која влегуваат и правници, секако дека ќе излеземе со став кој ќе понуди и решение на проблемите, но според моје лично мислење, секако дека ова може да биде основа за поништување на изборни резултати. Можам да додадам уште една реченица, ако ми дозволите. Колку она што ние го подразбираме под квалитетни изборни процеси, поточно изборни процеси во кои се гласа слободно, фер, демократски, е право пропорционално со легитимитетот на оние што доаѓаат на власт по освојувањето на власта по изборите. И заради тоа апелираме до сите чинители во овој изборен процес да дадат што е можно повеќе услови за слободно и фер гласање.